Модните дизајнери ќе останат без ангажман откако премиерот реши да го менува стилот на облекување. Прво, ги стави на испит измислувајќи надграден модел на старомодни обувки. Веројатно виде дека тоа е тешко за реализација, па се реши, за да го оствари неостварливото, да се ослободи од чевлите и низ трњето да гази дури и без чорапи. Железни опинци ќе облече. 500 евра плата. Просечна во Македонија ќе има. А ако треба бос без кондури ќе одам? 30.000 денари. Просечна плата следната година во нашата земја ќе има. Ако не бива, тогаш веќе се надзира наследникот. Само промоцијата е најдобриот маркетинг, а ако зад неа стои амбиција, тогаш искажаните зборови не ни би требало да се третираат за лапсус, туку за сериозна најава за идното рекомпонирање на структурата. Кога ја прифатив поканата да бидам дел од партијата и да бидам председател, многумина ме честита, некои рекоа дека ќе ми ги запалат книгите. Книгите не треба да горат, туку треба да се прочитаат, а нивната содржина да служи како лекција. Не е за пофалба кога професори тврдат дека поминали низ материјалот и нудат ново, чисто четиво, а сакаат да турат црн пепел и да ги направат невидливи лектирите, без кои не може да се добие преодна оценка. Па председател на Врховен суд беше ваш човек, Роднина беше сега. На кој му бил Роднина, не знам. На Трајко Јанос. Искрено не знам за што му бил, каков Роднина. Не е важно сега. Понекогаш е неважно да се знае кој кому му е роднина, ако подсвесно, а тој што знае му е јасна афилијацијата, па редејќи ги своите политички противници. Во низата вметнува и лица за кој општиот впечаток за блискост во минатото има свое влијание и врз сегашноста, а веројатно ќе има и врз иднината. И Мицковски, и Александар Николовски, и Јанушев. Сепак во политиката и во идеологијата клучно е како се гледа на нештата. Наспроти очекувањата, врз идната соработка, влијание да има средбата на погледите. Од опозицијата изгледа формулираат уште еден метод на регрутација, со кој во изгледна предност се оние, чиј капацитет на бели дробови е поиздашен од вообичаениот. Но кога ќе се видиме вака очи во очи, гради во гради, ќе можеме заеднички да размениме искуство. Некој под таа понуда за размена на искуство веројатно размислува на продлабочена, која недвосмислено води кон промена на положбата со која тој долу би дошол горе и обратно. Па затоа таа е децидно отфрлена, со индигнација која преминува и над замислената бариера на пристојност. Мисли дека тоа ќе го донесе на власт? Мало сутра! И на крајот, во очекување до изборите се да излезе на мегна. No more secret! Нема повеќе тајни во Македонија. Ако очите евентуално не се сретнат со облеката на Викторија, кај која во едно парче се кријат две, јавно е само дека тајната во множина се вика Secrets.